Наместо изградба на Рајски парк, за кој што всушност се склучува меморандумот, предлагаме парите кои што АД Електрани на Македонија на владина седница решила да ги отстапи на општина Аеродром, да бидат наменети за други цели, и тоа не по наше барање, не по барање на мнозинството, не по наше видување, не по видување на мнозинството, туку за приоритетни објекти за кои што ќе одлучат граѓаните во една транспарентна, демократска постапка за доброто на сите нас. Чисто би сакал едно појаснување во однос на точката и дискусијата која што почитуваната советничка имаше пред малку. Морам да кажам дека предлог одлуката се однесува на уредување на формално правните односи помеѓу општина Аеродром и помеѓу ЕЛЕМ. Конкретно се работи за обезбедување на техничката документација за издавање на одобрение за градба од страна на општината, додека пак ЕЛЕМ и јавното предпријатие или акционерското друштво ЕЛЕМ е инвеститорот во целокупниот проект. Што значи дека пред малку на што говореше советничката од аспект на отстапување на финансиски средства, такви воопшто нема и за никакво отстапување на финансиски средства не станува збор, туку станува збор за реализација на проект кој што се реализира од страна на акционерското друштво ЕЛЕМ. Акционерското друштво ЕЛЕМ реализира повеќе проекти низ Република Македонија и одлуката е на акционерското друштво да реализира проект во општина Аеродром. Јас мислам дека ние како совет на општина Аеродром, во интерес на граѓаните, во интерес на уредувањето на целокупниот простор во нашата општина, оној кој што е запуштен, а за такво место станува збор и таму каде што е предвидено да се гради овој парк, треба да се прифати од страна на сите советници без разлика на нивната политичка припадност, заради тоа што овие средства финансиски не се на општината, за да може таа со нив да располага, туку тие се средства на акционерското друштво и тоа може да одлучи многу лесно тие средства да ги инвестира во некоја си друга општина. Благодарам, градоначалник. Рековте дека не станува збор за проект, рековте дека станува збор за меморандум за уредување на односи и така како станува збор за проект, заради тоа што јавната набавка е во тек и АД Електрани на Македонија ќе гради Рајски парк. Значи, јавната набавка е за изградба на Рајски парк. Содржините на Рајскиот парк ниту во предлог одлуката ги има, ниту можеме да се изјасниме по нив. Иако, како што велите, се за доброто на граѓаните. Јас не се сомневам дека паркот ќе биде за лошото на граѓаните, меѓутоа редно е, иако парите ги донира АД Електрани на Македонија, редно е граѓаните да ги информираме какви содржини ќе има тој Рајски парк. Немој да се поведуваме по она што ни се пласира во медиумите, не би ни сакала да помислам дека во Рајскиот парк, кој што поголем дел од средствата се од АД Електрани на Македонија, ќе има сето тоа што го пласира порталите. Не сакам ли да помислам. Друго што сакам да ви кажам, значи, ние треба да поддржуваме секој пат такви проекти, меѓутоа не мислам дека ако не ги поддржиме или ако посочиме дека парите можат и поинаку да бидат искористени, дека АД Електрани на Македонија е таа кој што ќе се налути во наводници, ќе се налути и ќе ги повлече парите. Тука владата носи одлука, мислам, ние не сме мали деца. Што се однесува до овој меморандум, нам не е сосема јасно, но знаеме на што се однесува овој договор. Јасно ни е дека сме овде да ги браниме интересите на граѓаните. Не е важна нашата политичка припадност, ама сосема јасно дека првиот овде кој што треба да се грижи за правата и нели приоритетите што се за општината е градоначалникот. Нашиот градоначалник не велам дека не се грижи за граѓаните, ама често пати кога треба да одлучи за приоритети не се води од тоа што им е важно ним, туку што е важно на партијата и на бизнес интересите. Овој парк вие го имате вашата програма 2013 година за изборите, повеќе пати тука на Совет сме го разговарали. Лани кога се носеше буџетот конкретно, кога беше паркот најчено на 40 милиони и кога искочи паркот на Февруарски поход, тогаш беше кажано дека овие два парка се тешко ќе се прават, дека повеќе до крајот на мандатот нема да се прават, дека мајчино го прави општината, а Февруарски поход ќе го прави градот Скопје.
19 милиони мислам дека беше тој парк и дека урбаната опрема ќе прави општината. Тогаш имавме ние поставено прашање на кое што ни беше даден одговор дека тој парк за рајската градина би бил во план да го правите, но дека општината нема средства да го прави и дека тој проект ќе биде одложен за некои подобри време. Со овие средства кои што Елем би ги дал, би ги заферил тие прашања. Тоа што тие пари не се наши, како ги дава Елем, тоа не значи дека нас треба да не се едно што него ќе потроши 15 милиони. Така бар кажуваат медиумите, така беше изјавата од општината од дневник најавата дека ќе се прави парк. Значи 15 милиони ако даде Елем тие не се приватни пари од татко му и мајка му на директорот на Елем. Тие се пак државни средства од сите нас граѓаните и од нас опозиција, од вас власт. Сите кои што плаќаат данок, сите кои што плаќаат на оваа држава. Треба да ни биде се едно каде ќе дадат 15 милиони. Дали ги дава општината Аеродром? Не дај Боже да ги дава општината Аеродром, зашто ако ги даде тоа е цел еден буџет на општината Аеродром. Меморандумот каде е? Дали го има меморандумот, председател? Како барате од нас да се произнесеме за нешто, а меморандумот го немаме дадено во прилог? Како барате да донесеме одлука, а не ни давате целосно материјали? Што ќе содржи тој меморандум? Ќе ми дадете веднаш одговор писмено како? Да дадеме одговор, ќе го молам да одговори. Тие ќе бидат прашања регулирани во меморандумот, се да е техника. Така да нема потреба самата содржина на меморандумот да биде ова. Нема околу тоа строго пропишан образец за да биде така. Се извинувам, Кире, треба да заклучиме дека меморандум немаме подготвен. Меморандумот ќе го согласиме со службите. Значи немаме подготвен. Во овој случај барате да донесеме одлука без однапред подготвен меморандум. Ако е така, а верувам дека е така, бидејќи нели вие сте правник, повеќе знаете од мене, иако не се согласувам со вас. Јас сакам да прашам како тогаш председателя во предлог одлука на која ќе стане одлука, нели сте вие подпишан, овластувате раководител на сектор за правни работи и имоти и така натаму да го подпише меморандумот. Во каква улога председателя вие вработените во општината ги овластувате? Вие не сте им работодавач? Значи, од страна на градоначалникот и односно неговите служби во правната служба ќе си ги регулирате вие работа. Значи на предлог одлуката сте вие подпишан. Јас читам што е напишано. Кажете ми како вие ќе ги овластите. Значи вие не сте работодавач. Мислам овде се обраќам до градоначалникот, се обраќам до правниците, мислам не верувам дека е ваша грешка, бидејќи вие тоа, ако сте знаеле, не би го направиле. Градоначалникот е правник. Нешто посебно претходно да кажувам. За жал, ова кога најмногу човек ќе помисли дека максимумот е достигнат со одредено лудило или со одредена идеја, секогаш можете да не изненадите со нешто плюс и искрено и на крај памет не викнуваше дека на паркот кој што има лавтоа, животинчиња, мајмунчиња, паунчиња и не знам што ќе има и барок. И така откако во центар нели викна све и се што, барок, споменици, 300 чуда, сега како голем капитален проект тоа ни се наметнува и во општина Аеродром, бидејќи нели Елем како главен вложувач во стиропор, кој што е енергетски ефикасен материјал, ќе вложи во еден парк кој што ќе биде со животинки и со барок, кој што покрај панорамското тркало дополнително ќе даде струја во главниот град и поготово во општината Аеродром. Имате изгубено, колеги, за жал, осет со приоритетите. Значи, преска кажав дека 10 години сте власт на локално ниво во општина Аеродром, ќе бидете 13 години купно. Имате изгубено контакт и реалност со тоа зашто се давате средства, зашто давате пари. Значи, се едно вие дали е тоа 5, 10, 15, дали е денари, дали е милиони. И тоа не е добро. Секој човек во Македонија, па дури моите ненаправени или планирани деца, веќе има долг од таквото неприоритетно трошење, има долг од 2500 евро. Ако ја почекам уште малку со таа работа, кој знае колку моите непланирани деца ќе имаат долг. Поента на денешната предлог одлука по повод на регулирање на имотно-правните односи, обврската на општина Аеродром е да го извади одобрението за градба
додека пак целокупната инвестиција во одржувањето и менаџирањето на тој парк ќе биде на инвеститорот, во случајот акционерското друштво Елен. Што се однесува до граѓаните, би сакал да потсетам дека овој проект беше во изборната програма и дека, како што може да забележите од поставеноста на советничките групи, огромна беше поддршката на граѓаните на реализација на сите овие проекти. Јас би сакал да кажам во однос на барокот, што го дискутирате толку долго и што сакате да му внесете на таква компонента на овој проект и да пред се во негативна конотација. И сакал да кажам дека се работи за зеленило, за езеро и за плоштади неколку, на кои што ќе бидат фонтаните поставени, каде што ќе има шеталиште за сите оние посетители, за граѓаните на општината. И ако смета некому што е во некој си стил фонтаната изградена, тогаш мислам дека тоа не е некој суштински проблем за да се критикува овој проект, а како што кажав и премалку, средствата и реализацијата на овој проект не се од буџетот на општина Аеродром, за да може буџетот да ги утврдува приоритетите.